Сметам дека се наоѓаме во едно многу критично време и многу важен момент во кој што треба да се донесат многу сериозни одлуки. Зошто сметам дека моментот е многу важен? Кај нас за неколку дена, за нешто помалку од 2 недели, доаѓа на посета претседателот на Европскиот совет Антонио Кошта. Антонио Кошта пред точно 1 година, кога беше тука, кажа дека за членство во Европската унија има само план А и нема план Б. Од тогаш работите не се променети. Понатаму, гледаме како постои волја во Европската унија да после повеќе од 15 години повторно се активира проширувањето. И проширувањето е еден од приоритетите, заедно со помошта на Украина од 90 милиарди евра, која што се ослободи сега со смената на власта во Унгарија, заедно со ставот према развојот на вештачката интелигенција, еден од приоритетите. Како тоа го гледаме? Веќе е формирана комисија која што работи на креирање и пишување на пристапниот договор на Црна Гора во Европската унија. Понатаму, гледаме дека сериозен напредок, освен во Црна Гора, има и кај Албанија. Вчера имав одличен состанок со господинот Дробњак. Само 2 земји не се влезени во Европската унија како дел од пакет. Тоа е Хрватска и тоа е Грција. Што значи, со сите геополитички случувања, кога се разговара за решение за Молдавија, и тоа дали ќе биде во контекст на Романија или не, и за Украина, тоа е уште една потврда дека проширувањето е високо на приоритетната листа на Европската унија. Доколку не се качиме на овој воз, можно е вратите со децении натаму да бидат затворени. Следна работа. Кога сега веќе се разговара за буџетите во Европската унија, можно е да не бидеме земени предвид и нема да бидеме земени предвид, ако не ги направиме потребните чекори, и во следните планови, 7 годишните буџетирања, нас ке не нема. Понатаму, еве гледаме дека и Исланд планира со референдум да го реактивира прашањето за членство во Европската унија. Оваа геополитичка ситуација, која што се промени со војната во Украина, со војната на Блискиот Исток, со тоа како Европската унија повторно го врати проширувањето од геостратешки, геополитички аспект на врвната листа на приоритети, е само уште еден и силен индикатор дека ние овој момент требаме да го искористиме. Сакам да упатам повик, често има повици сега следиме во јавноста и сакам сега да го кажам следното. Го повикувам Христијан Мицковски, власта, заеднички да ги направиме уставните измени. При тоа ќе ја споделиме одговорноста за тој чин. Ние како коалиција која што предводи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Истовремено, имајќи предвид дека како што била праксата во сите земји, во Хрватска, Бугарија и така натаму, кога траеле преговорите, сите партии работеле заедно, да знае дека ја споделуваме одговорноста за било што понатаму ќе се случи во текот на преговорите, иако сум прилично сигурен дека нема да се случи нешто што ќе задира во нашиот идентитет, јазик, култура и така натаму, но ја споделуваме одговорноста и заеднички учествуваме во целокупниот процес на водење во преговорите. Апелирам да не го пропуштиме моментот. Ќе останеме по страна, нема да имаме шанса. Нема да можеме да преживееме. Нема да имаме пари од кај да земеме, ќе тонеме во сиромаштија, а младите ќе заминуваат од земјата. Упатувам јавен повик да го направиме чекорот, ја споделуваме сите заеднички одговорност. Ви благодарам.